Zamisli ti da skineš na jedan pacijent bolen, da mu zemeš jedinstveniji prihod od 4200 dinara, da nema lekova da si kupi, da nema da i kupiš jedan sok, da nemaš ništa. Kakva duša ima ti je? Objasni. Eto objasnite mi, kakva duša ima? Bolen čovjek da vzemeš. Ti zamisli da mu ga vzemeš voljata već, jedinstvenata volja da ga staviš gdje da prosi za lekove. Da nemaš jedan sok, ona ima poseban tretman, ishrana. Znači mora da ima jaka ishrana, mora da ima sokove, mora da ima mleko. A ja što možeš da ih prušam su 10.000 dinara penzije. U 2009. godine je otkriveno da ženata boledува ima rak na želudniku. Tako da moraše da se izvrši operacija. Međutim, mnogo беше zakasneto od strana na lekarите тука. I operisaše благодарение на лекару Александър Шумковски, koji не само лекар, него jedan od najdobрите лекари, мога да речем, клиниката в Скопие, се нафати и оперисаше и го отстрани целиот желудок. Приказната на Демир укажува дека скоро е невозможно да добиете термин. Услугите од специјалистите во здравствените домови се со многу низок квалитет. Достапноста е сериозно нарушена затоа што треба да дадат во клинички центри Штип или Скопје, што чини многу пари. Исто така нема автобуски превоз од Делчево, па дури ако лицето не може да се качи во автобус, потребно е да му се обезбеди помош, дали ќе е преку итната помош или здравствениот дом, треба да му биде обезбедено. За жал, со пандемијата од COVID-19 состојбите се нарушија. Тоа значи дека овие комисии веќе не излегуваат на терен. Лицата кои што се болни се должни да остварат или да обезбедат здравствена документација со која што ќе ја убедат комисијата дека заслужуваат да ја добијат оваа социјална категорија. За жал, тешко се доаѓа до термини. Замислите вие човек да си гледа црева 2,5 месеца и дома тие лузди кои ще се облече од тука до доле, нож до нож. Дали е на психички спремна, дали е здравствено спремна, дали е способна. Я не знам што гледаат тие лекари. Не знам стварно. Едино мога да рече Скопје, да. Јас сум западнал у голема криза, така да што не можех ни да земам ни кредит за да наставам с лечењето. Затоа што земам многу голема пензија, 10.000 динара. Не ми се дозволуваше од банката ни кредит да подигнам. Бе морам да иде од тоа до да поземам. Кои пари ги се уши немам, брате. Најлоше е тоа што не можеш да си ги направиш веќе од капучини. Брде го направиш са детот. Дека се замислат што прават. И јас знам дека нема да прават. Меѓутоа тежина, болката, така никој не може да ја сопре. Би им порачал на семејство што се сочуваат со ваков проблем, посебно на оние, како мене што се крајно бедни, да не траат више. Доста би да траат. Него да не барат нега. Со нивните болни брачни другари нека се обратат во комисијата да ги дигне на нозе. Не ми е потребна нега. Мене негата не ми беше потребна. Мене ми е потребна супругата. Ама пак бех горд и пак имах друштво. Сега немам ништо. Сега сум изгубен човек. Не ми треба ни пари, не ми треба ништо. Меѓутоа да ја вратам, не може.
Благодарам.